Тоа беше песна од местото, градчето Неврокоп, Пиринска Македонија. Добар ден од мене Силвана Павловска и програмата во Фокус. Продолжуваме со вториот дел од книгата на Пиринска Македонија на Димитар Митрев, едиција на македонска книжевност, издадена во 1986 година наша книга. Насловот на денешнава емисија е Востанијата во Кресна и разлог. Македонскиот народ излезе победник во борбата против фанариотскиот хегемонизам, без да ги вкуси плодовите на таа борба. Бугарската екзархија не задоцни да се пројави како приемник и продолжител на асимилаторската политика на грчката патриаршија. Црковно-просветната борба не само што не ги извојува црковните и просветните права на македонците, но не донесе и никакво изменување на тешката економска положба на нашите основни маси, селанството, занаетчиството и ситното трговство. Такво изменување не донесе и објективно не можеше да донесе и извршената преориентација во економскиот живот на Турција кон проширувањето на паричните и стоковните односи. Проникнувањето на паричните и стоковите односи во Турција водеше кон разложување на старите натурални, а со тоа и на старите феудални односи. Уште во првата половина на 19 век започна процесот за урнување на испаилакот како резултат од процесот на разложувањето на турската војно-феудална система. Беа изградени веќе основите на чифликчиството. Турските феудали и турската феудална хазна имаа потреба од пари и даноците се собираа вместо во натура во пари. Чифликчиите мора да е тој турски збор, затоа што е тежко да се изговори. Тоа се нови феудали кои живеат во градовите и го извлечуваат својот доход од чифлигарите, главно во пари. Тие гледаат на продуктите од селското стопанство како на стока која може да се преврти со пари, што беа нужни за поддржувањето на нивниот станат уште по-раскошен и охилен живот. Да не ви звучи на нешто слично со она што се случува денес. Но и покрај предпишувањата на Хати шерифот за премавнување на спаилакот, всушност станува поголемо закрепостувањето на спаиите, кои наоѓаат различни начини за да го запазат своето право на собственост над земјите на селаните. Се снабдуваат со тапии на тие земји и стануваат владетели на чифлици од кои извлечуваат големи доходи. Таа промена, некогашниот феудален владетел, при натуралното стопанство да се преврти во модерен владетел на голем земјопосед, чифликот при паричното стопанство, запазувајќи си ги предимствата и привилегиите од некогашното феудално робство, при натуралното стопанство, историчарот Н. Разбојников ја определува вака. Цитирам. После 1864 година, спаилакот во Македонија престана да постои и беше уништен како државен институт, но како економски и социјален институт се запази и утврди, се заздрави. Политичкиот феудализам беше уништен, но остана здраво да постои социјалниот феудализам, денешното чифлигарство. Крај на цитатот. Фрлено во таква тешка економска положба, потиснато стопански и политички од феудалите, чифлик Сајби
и од тешките даноци што им ги налагаше државата, селанството во Македонија не гледаше друго борбено средство и друг спас од тешката положба, освен патот на стихиниот селски бунт. Тоа беше состојба, како што пишува Веселин Маслеша, за условите во Босна и по тоа време во која не се знаеше што се смее, а што не се смее, што се може и што не се може да се стори. Администрацијата беше таква што за населението би било подобро ако воопшто не постоеше, бидејќи тоа ни малку не ја зајакнуваше правната сигурност, но многу ја зајакнуваше правната несигурност. Пишува во Млада Босна, страна број 8. Слично беше положбата и на нашето селанство. Непосредно пред објавувањето на востанијата во Кресна и Разлог, две изразито селски востанија. Првото беше објавено на 9 октомври, а второто на 16 ноември 1878 година. И двете востанија со мала разлика траја до крајот на декември истата година и завршија задушени од многобројната редовна турска армија. Великобугарската историја ги представува тие две востанија на пиринското селанство како вооружен протест против неправдата од Берлинскиот договор по селата на кој што беше поништен договорот по силата на кој што беше поништен договорот во Сан Стефано. Сушност, и двете востанија беа вооружен протест, но не за тоа што се поништила Сан Стефанската Бугарија и што Македонија била исклучена од пределите на слободното бугарско кнежество. Поинакви беа причините за овој вооружен протест и ние ќе ги разгледаме подолу, вели авторот на оваа книга Димитар Митрев. Насловот на книгата е Пиринска Македонија. Се за Пиринска Македонија овде имам. Првин, огромната селанска маса беше до краен предел потисната од модерната феудална експлоатација на чифлик сајбиите и беше уште повеќе закрепостена од новите парични даноци. Второ, добар дел од слободното селанство, присилено под притисок на тешката даночна система, да влегува доброволно во крепосна положба, да се задолжува на чорбаджиите, лихвари, и поради создадената од самиот режим правна несигурност за имотот и животот, бидејќи селата беа изложени на грабежи и насилби од страна на башибозуците и разни разбойнички банди, се најде во положба на полна очајност, која што неизбежно раѓаше бунтарска психоза. Трето, самиот одглас од востанијата што избувнаа во 1875 година, прво во Херцеговина, а потоа во Босанска крајна, а и од бугарското априлско востание во 1876 година, действуваше заразително за револуциониризањето на протестното недоволство пред или сред пиринските селски маси. Четврто, по ослободувањето на Бугарија и поради постоењето на руски окупаторски војски зад демаркационата линија при Горна Џумаја, положбата на пограничните места стана несносна, и тие места, значи не можеле да поднесат. И тие места, цела Пиринска Македонија без Горна Џумаја, која што беше окупирана од руските војски, беа објавени во воена положба. Во секој град действуваа преки воени судови, кои што ги тераа луѓето да треперат од страв пред неизвестноста на утрешниот ден. Пето, самиот факт што Бугарија беше ослободена благодарејќи на воената интервенција на Русија и што руските војски беа во непосредна близина до Пиринска Македонија,
ја подкрепуваше силната надеж на населението дека русите може да се заземат и за неговото ослободување. Таа надеж која стануваше при близината на руските војски уште посилна, се корени и во она позната верба на словенските народи во големиот словенски руски брат, а за која Карл Маркс уште во 1850 година во една од своите кореспонденции со американскиот весник New York Daily Tribune го пишува следното. Додека постои Турската империја, која што ја докажува својата неспособност да ја усвои цивилизацијата, додека постојат клики кои, бранејќи ги своји традиционални привилегии, вршат ненакажано ексцеси во однос на христијаните, погледите на христијаните се свртени кон тој што се јавува како противник на постоењето на Турската империја, дека србинот, бугаринот, босанската раја, словенскиот селанец во Македонија или Тракија имаат големи симпатии кон русите. И имаат со нив повеќе допирни точки, што и да настане, тие го очекува од Петровград својот Месија, кој што ќе ги ослободи од сите зла. 6. Силно развиеното ајдутство во така наречено овде пишува авторот Ширинска Македонија, која што беше една појава на стихијно осознавање, потребата од борба со сила против турското робство, тешкото турско робство и неразвиените чети што ЗДО, ќе ја повториме ова број 6, силно развиеното ајдутство во Македонија, кое што беше една појава на стихијно осознавање потребата од борба со сила против тешкото турско робство и неразбиените чети што ЗДО учество во пијанечкото востание од 1876 година, ги регрутира организаторите и предводниците на селскиот востанички бунт Стојан Војвода и Димитар Поп Георгиев. Такви беа основните причини и побуди за избувнувањето на востанијата во Кресна и Разлог. Но уште сега треба да се додаде дека тие востанија што се зародија и појавија по иницијатива на селанството од востанатите места, беа уште во почетокот искористени од владеачките кругови на новосоздаденото Букарско кнежество и од руските окупаторски кругови, поради нивните цели за произвикување нереди во Турција. Така уште во зората на новата бугарска држава и уште во првите покрупни револуционерни обиди на нашиот народ, излегоа на сцената провокаторски обиди на бугарските владеачки кругови, кои што не можеа да се помират со неприсоединувањето на Македонија кон бугарското кнежество. Да разгледаме како започна и како се развива востаничките дејствија. Непосредно пред објавувањето на востанието во Кресна се одржал состанок на некои војводи што ајдутувале во Пиринскиот и Малешевскиот крај. Стојан Војвода од Некропското село Старчишта, Димитар Поп Георгиев од село Берово, Малешевско, Атанас Војвода и други. На состанокот се обмислува започнувањето на востаничките дејствија и потоа војводите заминуваат за своите места да го раководат востанието. По помош на местните македонски војводи, а подосна и како оделни војводи, во востаничките дејствија зеле учество и некои познати борци од Херцеговското востание, како Пеко Бошковиќ, Црногорец, прочуен војвода од Херцеговското востание, Панта Сретиќ, Црногорец, српски офицер и учесник во српско-турската војна и хрватот Хумбаер. Бил повикан да земе учество во востанието и широко популарниот херцеговски војвода Љубо Братич. Уште во почетокот на востаничките дејствија, најуспешно се пројавуваат востанатите села, што се предводени од Стојан Војвода.
кој бил многу популарен сред местното население како стар ајдучки поборник. За него историчарот Коста Кондов го пишува следното. Меѓу сите војводи и по ум, и по карактер, и по јунаштво, највисоко беше се издигнал Стојан војвода. Затоа тој беше избран за главен раководител на движењето. Ова е напишано во Борбата на македонецот Габрово 1901 година, страна 43. Четите на Стојан војвода го напаѓаат турскиот гарнизон во Кресненската клисура. Поставен во безизлезна состојба, гарнизонот доброволно се предава, а офицерите и војниците се разоружуваат по наредба од главниот штаб на востаниците при село Брежани. Местното население ги пресретнува востаниците како ослободители и сето селско машко население се вклучува во востаничките редови. Во продолжение на повеќе од еден месец, востаниците се господари на цела Кресненска клисура, со повеќе од 20 села, меѓу кои и селата Кресна, Оштава, Мечкул, Сенокос, Осиково, Врапча и други. Откако биле ослободени селата од целата Кресненска долина, востаниците минуваат на десниот брег на Струма и ги ослободуваат сите села од местноста Каршијакот и стигнуваат дури до Петричко. Само под предводништвото на Стојан војвода биле ослободени повеќе од 33 села. Насекаде во ослободените села се формираат од избрани местни селани, местни селски самоуправи. Со тоа, востаниците на дело покажуваат дека нивната борба се води и за демократизација на власта. Во врска со тоа, членот на востаничкиот штаб Димитар Поп Георгиев во едно свое писмо го пишува следното. Работите добро одат за сега. Во игралишта Добрилаки и Горемија се определија постојано како регуларна војска 400 души кои ќе бидат готови за секој случај и тие на секој 10 дена ќе се сменуваат. По тој начин сето население ќе се движи на штрек и вооружено за одбрана. Сите селани со добра волја ја примија таа уредба. За капетан на сите села го поставивме Златка. Тој ќе им биде како судија и ќе суди во село Цапарево. Во сите села селаните се прибраа од кобилите и по нивни избор определивме старешински совети што ќе се грижат за храната на востаниците и на војниците во трите села. Во игралишта Четоводец Никола Кутруле, во Дебри Лаки Никола Мухе, во Горемија Стојан Јанчев. Востаниците имаат глањатори што се способни и искусни да го раководат. Сега за сега Каршијакот е огниште на востанието. Пишува Иван Кепов, документи во Кресненското востание, по Кресненското востание од 1878 година, зборник на Бугарската академија на науките и уметностите, страна 93 до 94 година 1942, подвлекол ДМ. Од друго писмо, тоа на еден од востаничките раководители, иконом Поп Тодор, се гледа јасно дека востаниците покрај протестното револуционерно недоволство од грабежите и производите на турската власт, поставаат барања и за своето национално ослободување. Цитирам, со заробениците да се постапува благородно, да му се покаже на светот дека сме се дигале да го колеме и уништуваме турското племе, но не дека сме развиле знаме свештено за ослободувањето на Македонија од турско иго. Истите документи, страна 49, подвлекол ДМ. Неизбежно во текот на самото востание, аграрниот карактер на востанието се поврзува со барања за разрешување и на националното прашање.
Тоа се гледа и од едно друго писмо на членот на главниот востанички штаб Адам Калмиков, кој пишува дека некои комитети, поради страво од забелешките на создадениот во Бугарија, така наречен комитет за помош на востанието, не го пишуваат полното име на својот комитет, Македонски комитет. Следното е напишано на бугарски, не можам да го прочитам, нажалост, затоа што не ги знам тие нивни букви. Без разлика, одиме понатаму, брзиот успех на востанието во Кресненското ја предизвикува и појавата на востаничките дејствија во Разлошко. Тие дејствија биле обмислени на едно претходно советување на местните војводи Тодор војвода и Коце војвода, заедно со Бано Маринов, бугарин од Тетевен и учесник на Априлското востание, и Хрватот Сретковиќ, учесник на Босанското востание. Главниот објект на востаничките дејствија требаше да биде градот Разлог, околиски град, центар на Разлошкиот крај. Но предходно требало да се изврши напад на турскиот гарнизон во Банско. На 7 ноември востаничките чети, формирани во село Градево, во спогодба со востаничките раководители во Банско, го напаѓаат Банско. После неколкучасовно судирање, гарнизонот во Банско бива уништен до последниот војник. Овој прв успех на востаниците предизвикува силен ефект кај селаните од соседните села. Веднаш се дигаат селата Долна и Горна Драгалишта, Годлево и Добарско. На 13 ноември востаниците од тие села, под командата на местниот војвода Штерио, го напаѓаат село Бања. По паѓањето на Банско и Бања, востаниците на чело со војводата Бано Маринов, провозгласувајќи го во Банско-Разлошкиот крај за востаничка република, се упатуваат кон Разлог. Меѓувремено, Неврокопскиот гарнизон дознава за првите и брзи успеси на востаничките чети во Разлошко и бргу испраќа своји единици. Така, во борбите за Разлог, востаниците требало да се борат со многуброен и добро вооружен непријател. И уште во првото судирање паѓа убиен војводата Бано Маринов, чиј заменик станува војводата Сретковиќ. И покрај тоа што востаниците ја продолжуваат упорно борбата, по неколкудневна нерамна борба и последните нивни обиди за одбрана на Разлошката република пропаѓаат под силниот наплив на редовната турска армија. Така се завршија 7 дена во слобода на прогласената во ослободеното Банско-Разлошка република. Кратко време по задушувањето на Разлошкото востание, многобројни турски војски ги разбиваат востаничките чети и во Кресненско. Од ова збиено изнесување на востаничките дејствија на Кресненското и Разлошкото, со цел да се разоткрие самиот карактер на тие две востанија, а кој што се одгледува во организирањето на местните селски самоуправи, во прогласувањето на 7-дневната Разлошка република и во тоа што, како што вели востаничкиот раководител иконом Поп Тодор, борбата не се води за уништување на турското племе, а за ослободување на Македонија, произлегува единствениот заклучок дека тие две востанија треба да бидат оценети како битни револуционерни пројави на нашето селанство од Пиринска Македонија. Но, независно од фактот што уште во почетокот па до крајот, тие две востанија има карактер на изразити селски востанија со македонско народно обележје. Бугарските управувачки кругови не задоцнија по нивното објавување да ги искористат за своји цели по вид на помош за ослободување и присоединување на браќата робови од Пирина. По иницијатива на Стефан Стамболов, Никола Живков, доктор Поменов и други, што уште тогаш и потоа играа видна улога во државните работи на бугарското кнежество, се формираа во Пловдив,
Трново, Русе, Кюстендил, Дупница и други поголеми градови на Бугарија, комитети за подкрепа е во наводници, на востанието и за присоединување на Македонија кон Бугарија. Во Софија беше формиран главен комитет на чело со владиците Милети и Натанаил, на кој што му беше доверена страна, тоест му беше доверено главното раководство на востанието. Така, од една страна, востанието го има своето вистинско раководство, од оздола, кое што го замисли и го подигна, а од друга страна и едно друго наметнато одгоре, од Софија, кое што требаше да го искористи дигнатото востание на пиринските селани за своите против македонски цели. Тоа не можеше да не доведе до судирања меѓу вистинското и наметнатото раководство на востанието. И тие судирања, тие основни разногласици настанаа неизбежно и токму тие го причинија брзиот безуспешен крај на Кресненско-разлошкиот вооружен бунт. Пред се, судирањата и разногласите дојдоа затоа што акциите на комитетите од Бугарија се изрази во вид на неефикасна помош, во вид на празни ветувања за некаква руска интервенција и зошто интервентите со недоволно дадената вооружена помош сакаа само да дигнат врева, да внесат или всеат нередици во пограничните места и бунтот на народните маси да го представат како вооружен протест против договорот во Берлин, а за присоединување на Македонија кон Бугарија. Во спроведувањето на таа своја нескриена замисла, бугарските комитети се послужија и со најдобри подлости во спомените на Костенцев, кој е учесник во Кресненското востание, што се изнесени во книга 6 од зборникот на Бугарската академија на науките, се вели следното. Цитирам: од Софија дојде во Кресна една компанија на чело со Стефан Стамболов, Илја Војвода, Стателов, Андреј Георгов, дедо Натанаел Охридски и други, со уште неколку хашлаци и посакаа да го земат Стојан Војвода, заедно со неговата чета, од своја заповед и команда. Стојан Војвода им одговори дека како што работел сам досега, така сам ке работи за напред и своите другари не ги предавам. После тој разговор, во отсуство на неговата дружица и по заповед на Стефан Стамболов, тој беше стрелан во својата соба, каде што спиеше. Крај на цитатот. Истото се повторува и од Коста Кондов, кој што пишува, цитирам: душата на востанието Стојан Војвода падна убиен од подкупениот, тоест од подкупниот Куршум. Со неговата смрт сгасна и востанието. Сосем јасно е дека со убиството на Стојан Војвода, бугарскиот комитет сакал да го ликвидира главниот организатор на востанието, да го уништи човекот што ги поведе пиринските селани и да ја земе командата на востанието во своји раце и за своји цели. А и тоа се потврдува од пишувањето од историчарот Никола Ганчев во неговата книга Записки од востанието, Софија, 1906 година. Цитирам: дедо Натанаел во 1879 година водеше збирштина од востанички чети божем за ослободувањето на Македонија, кога тие фактички опустија околу 40 села. Истиот Идаја Мендиев се за Македонија плачеа, дури едниот успеа да земе од државата богата пензија, а другиот да се намести на меката столица во Пловдивската митрополија. Крај на цитат. Дека токму такви беа целите на бугарските комитети за така наречена помош е во наводници, од една страна, и дека самите востаници и востанички раководители гледаа на востанието како на своја домашна работа,
Од друга страна, може да се установи и од следното писмо на Димитар Поп-Георгиев до Константин Босилков, еден од раководителите на Бугарскиот комитет во Горна Џумаја. Цитирам: "Надежта што ја имавме, гледаме дека се губи. Гледаме дека вас вие само играте со нас. Трошоци се прават и вниманието си го обрнувате таму каде што не треба, а нас не оставате без никаква помош. За должност сметаме да ви речеме дека ако се продолжи со оваа работа, јавете ни барем отворено за да знаеме што да правиме. Ваша должност е, сметам, да не помагате со средства, а од воена страна вие треба да сте просто наблюдувачи. Кога гледам дека комитетите играат со оваа работа, ние ќе бидеме присилени да почнеме со нашинската, а одговорноста за крвта на невините ќе биде ваша." Ова е од документи по Кресненското востание, страна број 49, подлекол ДМ. Тоа писмо на Димитар Поп-Георгиев отворено укажува на фактот дека комитите во Бугарија на востанието гледале како на една игра со интересите и крвта на востанатиот народ. Таа игра тие ја продолжија до крај, останувајќи си само на ветувањата, а народот оставен исклучиво на своите собствени сили и собствената борбена верба да ја продолжи започнатата негова, или како што вели Поп-Георгиев, нашинска работа до крај и со сите сили. Но никаква била одвратата, но каква била одвратата на народот од тие што играле со неговото востание, се гледа од признанието на еден од членовите на Бугарскиот главен комитет, Пантелеј Урумов, кој што вака ги оценува последиците од востанието. Цитирам: "Но кога се приближивме до нив, се укажа дека тоа биле бегалци што бегаат од турскиот аскер и Бажи Бозук. Сликата беше потресна. Голи, боси жени, деца, старци и девојки беа измешани со добитокот. Секој побегнал со тоа што можел. Тие се беа настаниле на тоа место да ја поминат ноќта и на другиот ден да заминат за Џумаја. Кога се јавивме пред нив, со камења ке не избиеа, зашто заради нас страдаа. Но ние успеавме на еден деликатен начин да се истргнеме и да се прибереме во Кресна." Македонски преглед, број 2, година 6, страна 87, подлекол ДМ. Навистина срамно признание, зашто виновниците за народната трагедија се истргнуваат на деликатен начин, тоа срамно бегаат од тие на кои што и пак на деликатен начин, тоа со деликатни лаги ги уверуваат дека ќе ги подкрепат, но само да ја продолжат борбата. Од сите тие јасно зборливи факти, недвосмислено може да се заклучи дека со својата груба интервенција, после објавувањето на Кресненското востание на пиринските селани, бугарските комитети ја извршија првата крупна провокација за искористување на самобитно започнатото национално револуционерно движење во Македонија. Таа провокација станува уште попрозирна кога ќе се спореди со подоцнежните великобугарски провокации од годините 1895, 1902 и 1903. Па уште во 1878 година се постава почетокот на една серија од провокации и атентати врз самостојното македонско национално ослободително движење. А дека тврдењата за великобугарските историчари за вооружениот протест на македонските бугари против берлинската неправда се само фрази, потврда за тоа е фактот што ако во Македонија постоеше навистина таква против берлинска протестна психоза, не ќе се стигнеше само до вооружените протести на селата од Пиринскиот крај. Ако постоеше таква протестна психоза,
обидите за бунтовите во Охридско, што беа извршени по сугестијата и командата на еден од главните провокатори во искористувањето на крсненското востание, владиката Натанаил Охридски, не ќе беа уште во почетокот безуспешни. Не ќе се стигнеше само до формирањето на една мала заговорничка група, која не успеа да преземе никакви бунтовнички дејствија. Сето тоа зборува дека пиринските селани се дигнаа на востание по селата на конкретните услови во нивниот крај и секако по силата на уште повеќе отежнатата нивна положба поради постоењето на воената ситуација во пограничните места. Независно од неуспехот на востанијата во Кресна и Разлог, а спротивно на фалсификаторските тврдења на великобугарските историчари дека тие две востанија ќе останат одбележани во македонската историја како први крупни пројави на револуцирањето на нашето селанство, на неговите се посилни настојувања за ослободување од прангите на беговското феудално господство и на стремежот кон слободен и самостоен живот. Ликот на главниот организатор, иницијатор на крсненското востание Стојан Војвода, сакан и почитуван од пиринските селани, израснува како лик на вистински народен борбен водач, на човек што не ги продаде интересите на својот народ и не се поддаде на играта на бугарските комитети, станувајќи жртва на подлото убиство што беше организирано и исполнето од нив. Ете, тоа четиво, посветено на тие две значителни востанија за кои што пишува Димитар Митрев во неговата книга Пиринска Македонија, која што е едиција македонска книжевност, наша книга Скопје 1986 година. Следната наша емисија ќе можеме да ве запознаеме со четивото кое гласи Пиринска Македонија во национално ослободителното движење. Толку за денеска со вториот дел на овој циклус. Јас ви благодарам за вашето внимание. Се надевам дека ќе не следите следниот пат, кога ќе зборуваме за Пиринска Македонија во национално ослободителното движење. Ви благодарам уште еднаш. Се слушаме следниот пат. Пријатно.